Следите Трилин, гостин во емисијата Тодор Ањушев, директор на мали хидроцентрали. Господин Ањушев, ова беше година која ја одбележа енергетската криза. Потврливме, задоцнивме со енергетските капацитети, односно во однос на можноста да се справиме навреме со овие предизвици? Па видете, Македонија, да речеме, 2022 година не е завршена, за 2021 ако земеме, негде потрошувачката е 7900 гигават часеви, од кои што 33% се увезена електрична енергија, а 21% е од извори на обновливи извори на енергија само. Тоа кажува дека ние сме енергетски нестабилни, многу увозно зависни како држава и имаме мал процент на производство од обновливи извори на енергија. Така да, гледајќи од тој аспект, ние потврдивме, значи немаме сопствено производство и многу мало е сопственото производство од обновливи извори на енергија, односно нашо ни беше базично производство на електрична енергија беше со голема емисија на CO2, значи не е, како да кажам, не е еколошки. Да, ние треба да ја подобриме енергетиката во Македонија, но можеме да ја подобриме само ако енергетиката ја водат луѓе кои што ја разбират енергетиката и стручни лица, кои што се професионалци во таа проблематика. Се надевам дека ќе се изградат во следниот период поголем број на обновливи извори на енергија и тие обновливи извори на енергија нема додат како што е сега во еден правец само на фотоволтаици, туку ќе бидат од сите видови на обновливи извори на енергија, а тоа се од хидрото пред се, биогасот, ветерот и се разбира и фотоволтаиците. Едни ќе кажат дека енергетската криза е увезен проблем, други пак ќе проценат дека состојбата со која се доведовме со енергетската криза е резултат што 3 децении не инвестираме во енергетските капацитети или поточно кажано немаме подолгорочна стратегија околу справувањето и менеџирањето со енергетските предизвици. Вака сега треба да се види во Македонија ние што може да произведуваме електрична енергија. Значи ние до сега најповеќе произведуваме електрична енергија од јаглен, но за жал јагленот повеќе го немаме во нашата држава, а и да го имаме, тој не е еколошки извор на електрична енергија, видите има голема емисија на CO2. Тука ние негде базата на производството, негде 60-70% од вкупното производство е од јаглен. После тоа, значи да речеме газ, нели имаме една централа на газ која што е направена во Скопје, тоа е ТЕТО, која што инсталираната мощност негде околу 260 мегават часеви, но и вие самите пратите што се случува со цената на гасот и како Европа стана зависна нели од гасот, од цената на гасот и поради тоа и цената на производство на електрична енергија од газ беше повисока. Ќе мораме ние да вложуваме во извори односно во електрични електрани кои што работат на обновливи извори на енергија, бидејќи тоа ни останува во државата, немаме ние нели фосилни горива. Ќе мораме што повеќе, пак ќе кажам, да правиме хидроелектрани. Штета е што до сега не е направена и голема загуба на нашата држава е што не е направен Чебрен, градиште, нели, кај што треба да биде инсталирана мощност од 330 мегавати. Таа електрана е доста добра бидејќи е и реверзибилна, односно ние имаме сега поради големото производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во Европа, имаме делови од денот кај што имаме огромно производство на електрична енергија и тоа производство на електрична енергија пред се од фотоволтаици ќе можеме да го кумулираме, значи да пумпаме вода горе нели во галиште, а после кога ќе има недостаток на електрична енергија, таа електрана да работи. И ќе мораме да правиме што повеќе биогаз, што повеќе ветер и планска изградба на фотоволтаици. Ја споменавте стратегијата, чинам дека мислите на стратегијата која беше донесена од Македонската академија на науки и уметности, но многумина кои се упатени во овој бизнис ќе речат дека таа е веќе застарена во овие вонредни и новонастанати околности, дека можеби дека е време да се прилагодиме и да изработиме нова стратегија која ќе одговори на предизвиците. Видете, енергетиката не е нешто што се менува на дневно ниво или на месечно или на годишно. Тоа сепак треба да имаме
5-годишна, 10-годишна стратегија, се подразбира дека таа треба да биде динамична, нели? Дека треба да ги прати трендовите во светот економски и технички и врз база и потребите нели на државата и врз база на тоа да се менува. Но таа стратегија што имаме според мене е добра и треба да ја пратиме. Нормално ако некој смета дека не е добра може да се коригира. Во таа стратегија точно пишува колку треба да имаме не извори нели од хидро, колку да имаме извори на обновливи извори на електрична енергија од ветер, колку да имаме од биогаз, колку да имаме од фотоволтаици. И сметам дека таа треба да одиме по нејзе и се што се планира да се гради и да се инсталира во Македонија треба да биде согласно стратегијата. Струен удар ја тресе државата, ја ги тресе компаниите. Можат ли фирмите да го издржат ова темпо со волку енормни, односно големи суми на месечни цени на струјата? Многу тешко, ја ги немам информациите, бидејќи јас сум повеќе околу енергетиката и обновливите извори на енергија, но по тоа што гледам, бидејќи имам доста пријатели кои што имаат фирми, секојдневно се затвараат фирми поради високите цени на електрична енергија. Добро е владата на Република Северна Македонија што ги поддржа домаќинствата со ефтина електрична енергија, бидејќи е субвенцирана електричната енергија во домаќинствата, но мислам дека требаше да се обеде сили да го направи тоа и во индустријата. Бидејќи ако нашите соседни земји имаат многу поевтина електрична енергија во производството отколку нашите фирми ќе бидат со тек на време се понеконкурентни и ќе мора да ги затвараат своите процеси. И во тој случај ќе се доведеме во една ситуација каде што доста фирми ќе се затворат, луѓето ќе останат без работа, без примања, па колку и да ефтина цената во домаќинствата, пак не ќе може да ја платат. Така да сметам дека владата мора да собере повеќе сили да ја помогне индустријата, значи што повеќе да ја субвенцира цената на електричната енергија во компаниите во Република Северна Македонија. Во каков период ќе влеземе? Во период на стабилизација или на континуирана неизвестност на економски и енергетски план? Ако работиме паметно, ако паметно градиме, нас не ни останува друго освен обновливи извори на енергија, и паметно инвестираме во тоа, и паметно развиваме дистрибутивната и преносната мрежа, мислам дека треба да ни дојдат подобри денови. Но ако одиме како што одиме сега, значи неконтролирано изградба на само фотоволтаици, тотално како да кажам блокирање на изградбата на хидроелектраните за жал, на биогасот и на ветрњачите, ќе се доведеме, ќе ни дојдат полоши денови од сега што ги имаме, бидејќи базната енергија се повеќе и повеќе ја губиме јагленот, нели? За жал имаме мазут, кој што произведуваме со мазут во моментов, кој што е нели еколошки баш недобро. Како ја губиме базната енергија, а се повеќе сме зависни од обновливите извори на енергија, а имаме само еден вид на обновливи извори на енергија, се поголем ќе има дебаланс во енергетскиот систем, а колку е поголем дебалансот на енергетскиот систем, толку цената расте на електричната енергија. Така да мораме ние крајно време да направиме една планска, како да кажам, да ја поштуваме стратегијата, една планска изградба на енергетски објекти во државата. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас, ви посакувам среќна година на вас и на вашите гледачи, да се надевам. Секој добро во 2023.